Се менува подот, се подготвува зидот за фреско живопис. Соборниот храм Свети Кирил и Методи добива нов лик. Се работи со полна парија со цел да се завршат работите, а храмот да светне во полн сјај кон крајот на месецов. Според архиерејскиот намесник на Тетовското архиерејско наместништво, протоиереј Дарко Наумовски, ова преуредување на просторот е поради дотраеност, но и како соборен храм, ова место заслужува достоен изглед. Веќе добиваме достоинствен соборен храм, каде ќе се одвиваат централните случувања на нашата Богом дарувана Тетовско-гостиварска епархија. Што се однесува до оние работи кои што можевте и сами да ги видите, како што е реновирањето на подот, општо познато е дека паркетот беше веќе во дотраена состојба, столиците кои што беа околу храмот на зидовите исто така беа многу оштетени. И од забод на времето, нели, што се однесува, и истото тоа пак резултираше со една многу лоша миризба внатре во црквата, така. Можевте да се уверите и самите на лице место дека реконструкцијата на подот е веќе при самиот крај, некаде. Сега веќе имаме поставено подно грејење, нов под изработен од квалитетен мермер, исто така. Зидовите на црквата веќе се спремаат за фреско живописување на црквата. Значи, црквата е жива кога внатре има нели фрески. Покрај оној прекрасен централен полиелет, лустеро што го видовте во центарот на храмот кој што се наоѓа, во план се, односно имаме потреба, имајќи во предвид и самата големина на храмот, кој што треба да биде осветлен од сите страни, имаме потреба од уште 4 нови полиелеи, соодветни на овој централниот, нели, црковни лустери, кои што, нели, кога ќе бидат поставени во самиот храм, заедно ќе представуваат еден праобраз, односно образ на крстот, крстовиден образ. За сега тука не се одржуваат црковни служби. Од наместништвото апелираат сите хумани и добронамерни луѓе да донираат средства за што поскоро завршување на работите. Да го помогнат ваквото добро дело, се разбира секој според своите можности, кој колку е моќен да издвои од својот семеен буџет и да дарува за реновирањето на соборниот храм и при тоа да се вгради во ова црква. На тој начин сите заедно ќе придонесеме за благолепието и убавината на црквата, како и за што е можно поквалитетно нашите верници да можат да ги извршуваат, да ги убавуваат своите верски потреби. Господ нека ги благослови благочестивите семејства кои ќе го помогнат ова добро дело, нека им подари многу здравје и спасение, мир, слога, љубов, благосостојба во нивните благочестиви семејства. Изградбата на црквата била започната во 1903 година, завршена 15 години подоцна. Осветена била во јуни 1925. За ова христијанско светилиште се смета дека колку што е високо, толку и длабоко во земја, за да не биде подложно на лизгање и што подолго да обстојува на овие простори.